Валандово е пред референдум. По повеќе месечни обструкции од општината, валандовчани в недела конечно ќе гласаат дали сакаат или не да се отворат рудници во нивниот крај. Тоа е третиот референдум во југоистокот инициран заради комплексот Казандол, кој е во фаза на изградба. Активистите велат дека најважно е да се слушне гласот на народот, па потоа ќе се обратат до владата со резултатите од референдумите. Верувам дека референдумот кој што ќе се одржи во недела заедно со претходните два одржани во Богданци во Дојран се задолжителната појдовна точка за да ова прашање добие некое конечно решение и затоа ние инсистиравме од почеток да се слушне гласот на граѓаните. Можеби ова требало да се направи многу порано, за да од тука се почне дали воопшто да започне изградбата на рудникот. Од самиот почеток имаме обструкција од секаков вид, како што спомнавте, дека е веќе доцна, дека се е завршено, па дека референдумот нема да има никакво влијание. Наспроти сето тоа, ние инсистираме и инсистиравме, еве стигнавме до референдумот. Во кампањата против рудниците се вклучија и млади луѓе кои подолго време живеат надвор од државата. Докторот Александар Маленковски зел подолг одмор за да им помогне на своите сограѓани да се изборат општината да распише и реализира референдум. Јас живеам подолго време во странство, поточно во Англија и мотивот. Јас сум валандовчанец, имам фамилија таму, имам родител, пријатели, исто така имам и инвестиција во земјоделството. Подолго време пратам случувањата на социјалните медии и би сакал како личност да се го изразам своето мислење и да го пренесам на граѓаните на Валандово. Валандово в недела ќе гласа за две референдумски прашања. Дали сте за или против продолжување со работа на рудникот Казандол? И второто, дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини на територијата на општина Валандово?